Почитувани представници на медиумите, благодарам на присуството. Денес на 1 јуни официјално истекува рокот што премиерот Христијан Мицкоски го постави пред граѓаните, а тоа е да се исполнат неисполнетите точки од реформската агенда. И се потврди уште една јасна и недвосмислена лага на Христијан Мицкоски. Така дојде на власт со лаги, така и владе. Според официјалната листа на владата, според официјалната листа во рамките на реформската агенда, до јуни 2025 година требаше се донесат 16 закони. Тогаш се донесува само 6. За 10 се доби продолжување на рокот сега до јуни 2026 година. И што се случи? Од тие 10 закони, кои што не биле донесени во јуни 25 година, па Европа го продолжила рокот до јуни 26 година, повторно реализацијата е само 20%, односно донесени се само 2 закони. Измени на Царински закон и Закон за безбедност на мрежни информацијски системи. Закони за кои самата Европска Унија кажува дека не се донесени. Транспозиција на пакет за интеграција на пазар на струја, понатаму нов закон за судски совет, според препораките на Венецијанската комисија, односно оценската мисија која што ја спроведе Европската Унија, а не така како што владата го донесе законот без усвоените препораки на Европска Унија, што значи дека сакаат да направат трик и да излажат, како што граѓаните ги лажат и официјалните лица во Европска Унија, но тоа таму не поминува. Понатаму, Закон за електронски комуникации согласно европските стандарди, исто така не на начин на кој што владата го усвои. Понатаму, користење нематеријални средства како гаранција за кредити, јавен регистар на државни предпријатија и компании со државно учество и пополнување на сите работни места во Агенцијата за конфискуван имот. Ке се осврнам на два од овие закони, новиот Закон за електронски комуникации, затоа што владата го брои како исполнета обврска, но Европската Унија јасно посочува дека законот вклучува одредби за финансирање на оперативно-техничката агенција, а Европската комисија изразува загриженост во однос на ова. Уште еднаш повторувам за трикот кој што власта го направи со усвојувањето на законот за судски совет. Таа е практично манипулација со кој што ја лажат Европската Унија, односно законот не е донесен согласно препораките на оценската мисија, донесен е повторно на начин како што се носат и сите други закони, а тоа е да одговара само на власта. Има други закони, листа на закони, од дури 33, кои што не се донесени, а треба да се донесат и до крајот на 26 година. Не се ни пола донесени, иако еве истекува 6-месечниот период од 2026 година. Значи, вкупната реализација практично е катастрофална. Владењето на правото и независноста на институциите се нешто што апсолутно не е исполнето. Критичните закони од енергетскиот сектор и законите за финансиска транспарентност и државна помош, кои се директен услов за повлекување на следната финансиска транша од ЕУ, исто така се далеку од завршување. Има суштински закони во сферата на правосудството. И веќе граѓаните се свесни дека ова е намерно неспроведување на реформската агенда од страна на премиерот Христијан Мицкоски. Зошто? Поради тоа што тој не сака тука владење на правото и поради тоа што него не му се потребни пари од Европска Унија кои што ќе бидат контролирани, затоа што сака да се задолжува на нетранспарентен начин и без никаква контрола на трошењето на тие средства. Ке прочитам само дел од законите кои што не се ни поднесени за евалуација. Листа од 33 закони. Времето истекува, регионот оди напред. Црна Гора и Албанија веќе ги затвораат поглавијата за преговори. Предлог на закон за обновливи извори на енергија, за организација
и работа на органи на државна управа, за систем на плати во јавен сектор, за управување на трговски друштва од државна собственост, за инсолвентност, за заштита на конкуренција, за контрола на државна помош, за вработување и осигурување случај на невработеност, за дигитални услуги, за изменување и дополнување на закон за електронско управување и електронски услуги, за електронски комуникации, за судови, за избор, оценување и разрешување на суди и обвинители, за јавна обвинителска служба, за плати на јавни обвинители, за плати на судии, закон за судска служба, за судски буџет, изборен закон, кривичен закон, закон за кривична постапка, за управување и движење на предмети од судови, за дополнување закон за иновацијска дејност, за систем на адреси, за железнички систем, за климатска акција, за животна средина, за сметководство. Само еден дел од неисполнетите закони во рамките на реформската агенда. Се потврдува тоа што го говориме изминатите месеци, дека оваа влада едноставно не сака во Европа. И затоа велиме, престанете да лажете. Се знае кој е патот напред. Патот напред се уставните измени. Ако го испуштиме овој воз, ако ја испуштиме оваа можност, може би следна за граѓаните, за следните генерации, едноставно нема да има. Лесно е на оваа власт, со пари од партиски тендери, пари на граѓаните, кои што секојдневно ги грабаат и со бугарски пасоши во джебовите. Но граѓаните и следните генерации тоа не го заслужуваат. Сакаат реформи, сакаат систем, сакаат можности, граѓаните сакаат и заслужуваат подобар квалитет на живот. Затоа, распишете референдум, нека кажат граѓаните дали сакаат или не сакаат во Европа, така како што вие сакате да ги уплашите почитувани представници на власта и премиере Христијан Мицкоски. Лесно ти е тебе и на твојата банда. Се грижите само за вас. На крај памет не ви паѓа како живеат граѓаните тука во државата. Распишете референдум и час поскоро продолжете го европскиот пат, затоа што немате право никакво, ни политичко, ни морално, ова да го правите на Македонија и на генерациите кои што со години чекаат да се случи европската приказна, посебно на новите и младите генерации, кои ако не го направите, чекорот кој што не е никаков ризик по нашиот идентитет и јазик, едноставно од тука ќе се иселуваат во се поголем број. Благодарам. А што може да се спроведе од тоа што имало рок да се спроведе до средината на 25-та година? Зашто сме ние тие кои што ништо не сработува и само чека некако продолжување на работите и на роковите? Зошто? Затоа што немаат капацитет ниту желба да сработат. Ако оваа власт имаше капацитет нешто да направи, ќе седнаа, ќе ги сработеа реформите и ги донесеа законите во собранието. Еве веќе се касни година дена, веќе сме добиле продолжување на рокот и повторно од 10 закони кои што требало да се донесат лани во јуни, па е продолжен рокот до овој јуни, донесени се само 2. Па што треба продолжување на продолжението? Тоа ли ние чекаме? Таква ли власт сакаме да не води? Која што нема капацитет буквално ништо да не спроведам. Ова е само еден од знаците, индикаторите дека премиерот нема капацитет да води држава, ниту па го интересира тоа. Он е заинтересиран само за себе и за неговите блиски. Дали вие би се вратиле во работата како со зборниот закон и ќе ме барем уште еден да се испреде се донесе? Или може би гласале за некои од законите од судската реформа што се предлага? Ова што нема никакво исполнување на чекорите е само доказ дека владата бара изговори зашто реформската агенда да каже дека не е исполнета. Па сега крив е Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Не, господа, криви сте вие. ВМРО, криминалната група е крива, затоа што не работи. Се им стана битен изборниот закон, а овие други над 30 кои што не се спроведени, како тоа ќе го објаснат? И за тоа е Социјалдемократскиот сојуз на Македонија крив. А ако сака заедништво и ако сака заедничка работа, зошто на сила го сменија законот за влада? Така како што само ним им одговара. Каков сигнал пуштаат за заедничка работа? Ете, тоа е нивниот начин на владење. Да представат работата како што реално не е, да ја искриват вистината, да ги исплашат луѓето, дека има ризик од европскиот пат, да ги исплашат луѓето
дека некој ќе ни го земе идентитетот и јазикот. Зашто? За да не се случува ништо, а тие да може да си ги терат партиските тендери. Ништо друго не се случува. Тоа е концептот на владење на оваа група. Не спомнавте референдумската агенда, во тој контекст и референдумот, па ги поставите прашања во едно. Утре доаѓа високиот европски представник Кошта, претпоставам дека референдумската агенда ќе биде една од темите за кои што ќе се разговара. Како ви се очекувате од неговата посета, средбата која што има со средби кои што ќе има, дали ви имате можеби некоја формална или неформална средба со него? Првото прашање е однос на референдумот за спомнавте, очигледно власта не покажува слух за овој референдум, дали можеби опозиција ќе инициирате ритуално собирање на потписи? За сега не. Затоа што и да се случи, треба мнозинството во собрание тоа да го потврди и тоа да се спроведе. И затоа ја повикуваме власта да го распише референдумот. Затоа што 80%, близу 80% од граѓаните кои што живеат во државата бараат на продолжување на европскиот пат и приклучување кон Европска унија. Па кој е тоа право на оваа власт во ситуација кога 80% од граѓаните сакаат Европа, тие да кажат не? Зошто? И после дополнително на сето тоа да ги заплашуваат граѓаните, бугарите ќе ни го земат идентитетот или јазикот. Тоа е лага. Така да власта има обврска да распише референдум. Тие на власт дојдоа со лага, дека ќе подобрат преговарачката позиција. Што се случи? Ништо. Како и што направија да ја подобрат преговарачката позиција? Барем тоа нека кажат. Што се обидоа да направат? Кога е јасно на сите нивни обиди, ние им кажавме, па ние се обидовме тоа да го направиме. Ние сакавме подобра преговарачка позиција, ние баравме одложено дејство на уставните измени, пред да се донесе францускиот предлог, едноставно не можеш. Ама не е ризик уставна измена, никаков ризик не е. Така да сметам дека председател на Советот Антонио Кошта јасно и недвусмислено ќе каже дека сега е моментот за проширување. И дека повторно не е вистина тоа што дел од функционерите на ВМРО го шират, а тоа е дека утре после уставните измени повторно ќе соочиме со некоја блокада. Не, затоа што е стратешка цел. Една од 4 стратешки цели сега на Европската унија во оваа геостратегиска ситуација која се менуваат геополитичките моменти со Украина, со Молдавија, со Западен Балкан и така натаму, сега треба да се приклучиме. Со Црна Гора е скоро завршена работата. Се пишува договор за членство. Со Албанија многу скоро ќе биде тоа. Што ќе правиме ние? Што ќе кажува христијан? Не, јас сум патриотот што се бори за Македонија. Со што се бори христијан за Македонија? Па тој е човекот кој што ги загрозува националните интереси. Тој не остава сами по страната да бидеме слеп од среба на Балканот и во Европа. Како е тој голем патриот? Тие имале големи патриоти, христијани, Тимчот, замислете. Што прават луѓето? Зашто се борат? Не правиме чекор напред. Па ова не било во историјата на земјава. Не сме имале генерации и генерации на политичари што се бореле за земјава и се избориле. И во ситуација кога ни го негирале идентитетот и јазикот и така натаму со децении наназад, ние сме се избориле. Сме се избориле. Од кога сакате да се вратиме? Од Илинденското востание па наам. Преку Аснон, преку независноста во 90-тите години, што сме ние, македонци? Каков јазик збориме? Македонски јазик збориме. И покрај сите обиди кои што ги имало во историјата. Тоа се добри политики. Како се реши со Преспанскиот договор, повеќе деценискиот проблем со Грција? Замислете Преспанскиот договор да се случеше во 90-тите години. Па да бевме примени и да добиевме поддршка од Европската унија заедно со Словенија во 2004 година. Затоа што тогаш само тоа беше пречка. И што се загрози? Ништо, председателката потврди, као врвен правник, дека ништо не е загрозено. Дека е потврден јазикот и идентитетот. Се лажат луѓето. Лажат за да може да крадат. Ке следува одговорност. И затоа повикав на формирање и окрупнување на фронтот за правда и вистина. Политички партии, граѓански организации, интелектуалци, луѓе што ја сакаат државата и што сакаат децата да имаат иднина овде во Македонија се приклучат. Затоа што тоа е единствениот пат напред. Затоа што оваа криминална власт мора да замине. Затоа што освен што лаже и граба народни пари преку партиски фирми и партиски тендери, друго ништо не ја интересира. Затоа што лажна е нивната патриотска реторика.
Затоа што Мо? Дали некој ви одговори на повикот? Да, апсолутно. Имаме потврдени веќе политички партии, дел се од нашата коалиција сегашна, дел се и надвор од коалицијата, граѓански организации. Па јас не би сакал и ги кажав причините. Затоа што веднаш ќе се најдат пропагандните медиуми, пропагандните портали, пропагандната телевизија да ги масакрираат луѓето. И јас ги разбирам дека не сакаат и ги поддржувам во тоа. Ќе ги обзданиме кога ќе дојде време, некаде покасно во текот на годината. Повторно во собранието, да речеме, во опозиција, тука се левица, тука се алијанса, тука се дуи, дали ви сте испратиле покана официјално и како ви одговорија? Официјална, ако мислите на официјална писмена покана, таква форма нема. Ова е јавен повик. Затоа што ова треба да го интересира секој еден добронамерен и честен граѓанин на државата, кој што сака и знае и верува дека држава може да се живее и честно и достоинствено. И да се има добри плати, и да се има добри пензии, и да се има добри и задоволни земјоделци, и среќни студенти, и добри и задоволни наставници, професори и доктори, а не ваква власт која што ќе ги краде. И затоа столб на фронтата е антикорупцијскиот закон, во кој што земавме пример од повеќе европски земји, Естонија најмногу, целосна дигитализација во тој систем, вториот дел од антикорупцијскиот закон соработка со европското обвинителство, на кој што никој нема да може да влијае, и заштита на сведоците кои што ќе ги пријават овие коруптивни сделки, како што стигнуваат на нашата платформа секојдневно мејлови. Многу често и од членови на ВМРО-ДПМН. Партија која што е така страшно поделена заради бизнис интереси, да јас не знам како таа партија функционира, дали е тоа воопшто политичка партија. Тоа е едно интересно друштво кое што се пуштило да граба народни пари. Само на прашање, два получи да го вратите девето за нафтените деривати од 10 на 18%, како смета дека ова ќе делува? Како? Тоа е само една од политиките показател дека оваа власт не се грижи за стандардот на граѓаните. Ке поскапат горивата. Што направиа за време на криза во изминатите месеци? Ништо. Кој виде помош? Која група на граѓани виде помош? Се поскапе. Се поскапе. Цела спирала на цените се започна. И никош нема да се вратат на првобитните пред да започне војната во Иран, па и утре да заврши, а нема да заврши. Ке трае таа криза. Така да сето тоа е во склоп на тоа колку оваа влада, колку премиерот и групата околу него е заинтересирана за граѓаните. Ама воопшто не е заинтересирана. Благодарам.